Добро вечер, почитувани. Добре дојдовте во најновото издание на Само вистина. Јас сум Јана Јосифовска, мои гости вечерва, Јанаки Митровски, адвокат. Добре дојде. Добро ве најдов. И Благој Атанасовски, политички аналитичар. Добре дојде и ти. Добро вечер, благодарам на поканата. Господа, во време на предизвици и внатре и надвор има многу теми, но сакам да почнеме за она која што не тангира и сите од општествен аспект, меѓутоа и за тој постојан ресет на системот за кој што зборуваме, но никако да се случи. Јанаки, што попрво нас ни е потребно според тебе? Каде како општество пофрламе, ако еве генерално и какви лекции учиме или не учиме од сите оние трагедии кои што се случија изминативе години, апропо еве за неколку денови се навршува една година од ужасната трагедија во Кочани. Од вашето искуство, дали во јавноста досега има јасна слика за тоа кој е директно одговорен за сите овие пропусти? Би рекол дека директно одговорни сме сите ние, помалку. Се разбира властодржците, политичките елити во наводници, секогаш ги ставам во наводници, бејќи се тоа далеко од елити, и нормално помалку сите од нас, затоа што живееме во едно летаргично општество. Ние сме една маса која што пластилинска, која што лесно се гмечи, и сме пример за нација која што е за секој чудо за 3 дена. Значи, свесни сте дека барем добре, не 3 дена, но во првите месеци, тоа што и вие го напоменавте, ресет на системот, нема да биде ништо поинаку, гледаме дека се сведува на народната кучињата лаат, караваноци врви, така да одговорот на вашето прашање би било дека сите, тука нормално не се исклучувам себе си од одговорност, дека сите сме помалку виновни, а директни виновници се оние властодржци и политички паразити кои што никако да се откажат и кои генерираат корупцијата и таквата состојба, а ние како граѓани за жал сме преприемчиви и премолчаливи наспрема тоа. Сега тука уште едно подпрашање, бидејќи она што го споменав, постојано устите се полни на сите дека потребен е ресет на системот, но тоа е премногу апстрактно. Луѓето го прават системот. Впрочем, споменавте и тие, секој има индивидуална одговорност, но конкретно еве и за оваа трагедија и за последната без разлика и во Тафталиџе, што од друга страна отвара други прашања, да кажеме, ќе ги продискутираме, дали одговорноста завршува само на индивидуално ниво или треба да се бара институционална одговорност? И двете треба да се бараат, меѓутоа знаете како кај нас, ако барате директни виновници, не се само политичките елити, односно политичките чинители, еве да не ги ослуваме со елити, им одговара системот или како сакате таквата поставеност на нештата, за жал оние кои што се опозиционо настроени, па и самото граѓанство, барем до сега се покажало дека се само гласни додека не дојдат на власт, а потоа сакаат и тие малку да ги уживаат бенефитите и привилегиите, или што милуваше да каже поранешната градоначалничка да брцнат нели малце и тие во медот. 40 години наполнив пред месец и половина, пред 2 месеца се извинувам, и се помалку сум оптимист за суштински корените промени, иако бунтовноста не ме напушта, но не гледам светло на крајот на тунелот. Атанасовски, премиерот Мицкоски денеска имаше изјава од Кочани апропо одбележувањето нели на годишнината за неколку дена, дека македонските институции подобро се справиле со несреќата од швајцарските во Кран Монтана. Ке се согласите дали? Трагедијата е зашто македонските институции дозволија да се случи најголемата трагедија во поновата македонска историја. Тоа е нели настаните од дискотеката Пулс во Кочани точно пред една година, кога загинаа 63 млади животи, а преку 200 се повредени со трајни психофизички последици. Резултат на тоа е целосно уништен град со катастрофална иднина и судбина. Од тој аспект не би се согласил дека македонските институции поствестум се подобро се справиле со трагедијата во однос на Швајцарија. Мислам дека не треба ни да се влечат паралели. Точно е дека Швајцарија од една страна е едно од најбогатите и најфункционалните и најбезбедните држави и видовме дека се случуваат такви ужасни трагедии и таму, но кај нас апсолутно мислам дека одговорноста треба да се бара во тој сплет на меѓуинституционална некоординираност, туку корумпираност, бидејќи
одговорност има име и презиме. Ето име и презиме најдобро Јанаки како адвокат на поекспертско ниво би објаснил докаде оди таа одговорност и кои се сите засегнати страни кои треба да одговараат веројатно во најголемиот кривично правен настан во поновата македонска историја, но факт е дека ние како општество катастрофално потврдивме со тоа што не спречивме да се случи таа најголема катастрофа и трагедија во поновата македонска историја. Во однос на тоа што го говореше соговорникот за општествена одговорност, ќе кажам дека ние како студенти на Правниот факултет по политички науки, универзитетската професорка тогашна по уставно право и политички систем Гордана Силјановска-Давкова многу пати ни велеше дека ние не живееме во демократија, туку живееме во партитократија. Односно дека ние имаме само привидни демократски фасадни институции и ни се пополнети со партиски кадри. Сега веројатно не го мислиш тоа. Ќе кажам и за тоа, веројатно не знам дали го мисли, туку не гледам дека е актуализира таа тема, но мислам дека сршта на проблемот е токму тоа. Партизираноста на институциите, каде што политичките партии, кога ќе освојат власта, ги пополнуваат институциите на система со таков човечки материјал, исто така ќе го споменам и универзитетскиот професор Ненад Марковиќ кој ни велеше, колеги, и да ги донесеме најдобрите закони во светот, што правиме кога ќе го пополниме тој систем на институции со ваков и ваков човечки материјал, како што го пополнуваме овие 35 години. И затоа велам, ние се наоѓаме во една катастрофална ситуација на перпетум мобиле на повторување на истите грешки овие 35 години, а изворот на сето тоа зло јас ја велам партизираноста на институциите, каде што политичките партии легитимно кога ќе освојат власта, наместо померит системот да ги пополнат институциите со професионални кадри кои ќе си ја вршат работата, ќе земаат плата од даночните обврзници, односно ќе бидат сервис на граѓаните, тие многу поише се лојални, условно кажано, на мајката партија, отколку на државата. И затоа ќе го споменам примерот тука на пратеникот Миле Цеков од Струмица, кој на комисиската расправа за покачување на минималната плата одстапи, да речем, од владачкото мнозинство и ја поддржа иницијативата за покачување на минималната плата, бидејќи согласно, да речеме, како што кажа тој во неговите аргументи, согласно неговата идеолошка матрица, верувал дека треба да се покачи минималната плата. Сакам да кажам, се додека не градиме општество на луѓе кои ќе размислуваат критички, индивидуално и ќе се поставуваат така кон работите, да сметаат дека интересот на граѓаните пред се и над се е врвен приоритет и за тоа служат и ќе знаат и доблесно, да речеме, да се одстранат од некои утврдени партиски догми, да одстранат од некои утврдени претходно договорени коалициски работи, каде што сметаат дека на тој начин може да го нарушат единството во коалицијата, односно кога ние ќе имаме народни вистински избраници кои во собранието ќе дискутираат само и единствено за интересите на граѓаните и ќе имаат доблест да даваат и критика, само што да завршам, критика на власт, бидејќи многу пати сум велел и во вашето студио и во други мои медиумски излагања. Ние многу погрешно ја поимаме демократијата и сме ја поставиле демократијата. Кај нас законодавната власт треба да биде коректор на извршната власт, а кај нас законодавната власт во овие 35 години е поданичка на извршната власт. Во Велика Британија парламентарците од владачкото мнозинство го разрешија и го сменија премиерот од нивната политичка партија Борис Џонсон од конзервативната партија, кога беше и лидер на таа политичка партија и премиер, бидејќи не се согласува со неговите политики. Сакам да кажам, се додека народните пратеници не ја играат улогата на вистински законодавци, коректори кои ќе се борат за интересите на граѓаните, а се само безгласна буква продолжена на извршната власт, и ние имаме тоталитарно, условно кажано, поклопување на сите власти. Извршна, централна, локална, председателска, ако сакате. Да, локална, затоа реков. И ако имаме таква под наводници тоталитарно поклопување на власт, монолитност, дека вистината е само една, и се задушува тоа критичко мислење, ние и во наредните не 35 и во наредните 350 години ќе си ја живееме непоносливата леснотија на ужасното секојдневно живење во оваа држава и ваквите катастрофи, само уште 30 секунди, ваквите катастрофи кои ни се случува, а завршија со ужасно најголемата катастрофа во Кочани, за жал, како што рече Јанаки,
Не сакам да бидам јас тука некој политичка бабавања, но мислам дека тука не е крајот. Односно, за мене не ме изненадува и во иднина, не дај Боже, никогаш. Ама не ме изненадува и во иднина да сведочиме и да бидеме живи сведоци на иста ваква или уште покатастрофална трагедија во Македонија, ако не го смениме нашиот менталитет на поведение и да почнеме од сите чинители, но тие што се властодржци, тие го создаваат амбиентот, тие креираат климата и тие ги поставуваат правилата на игра како треба да се однесуваме во тоа општество. Можно ли е, Јанаки, според вас воопшто да дојде до вакви промени, имајќи го предвид, еве спомена и Благојче, менталитетот генерално, и воопшто ако треба да се научи она најважна лекција што кажа најголемата можеби катастрофа, ево од друга страна денеска чинам излегоа од Дирекцијата за заштита и спасување и кажаа дека во инспекциите на сите угостителски објекти ширум земјава повторно се утврдени истите пропусти од типот недостиг на ПП апарати, противпожарна заштита, хидрантска мрежа, значи се вртиме во некој магепсан круг. Немање веројатно и на втори излез, да речеме, законски, како што е утврдено. Покрај партократија ние живееме во какистократија, тоа запушира кадавно се термин во кога владеат најлошите и фактот да песимизмот владее кај критички настроените луѓе дозволува да токму најлошите не владеат, комбинирано со клиентелистичкиот однос на популацијата. Тоа не е од сега, не е од квази демократија во која што живееме, тоа влече корени од комунизмот, од бивша Југославија, каде што партијата беше таа која што ви дава вработување, ве праќа унапредува на привилегиран одмор, на бенефициран стаж и така натаму. И тој менталитет многу тешко се менува и исто така сериозен проблем е што младите бунтовни кадри се иселуваат. Полесно му е на некој 20 годишен студент да се исели наместо да се справи со машинерија на луѓе кои што се, за жал, и тоа воопшто не е превеличување, подготвени и родената мајка да си ја продадат за партијата. Јас го гледав, сега не знам дали е екс-член на ВМРО Оливер Андонов, кој што кажуваше една работа кој што важи за сите политички партии, тоа вели да не беше партијата, него луѓе немаше ни да се оженат. Тоа вака смешно звучи како да е сатира, меѓутоа верувајте дека не е. Мојата генерација, например, е веќе во средни години. Не сакам да кажам дека сме изгубена генерација и далеко од тоа. Меѓутоа, и мојата генерација, кога пред да се отворат, пред визната либерализација, која се случи 2008 чинам, 9 на 19 декември. Ете така, значи, кога јас тука сум завршувал факултет или непосредно по завршување факултет, значи мојата генерација беше затворена, не можеше да бевме сите тука, меѓутоа и тогаш критичката мисла беше мощна слаба, значи многу малку студенти бевме кои што се например спротестувавме на апсолутниот авторитет на професорите. Јустинијан тогаш беше во својот пик, во смисла на огромен број студенти и однесувањето на добар дел од професорите не беше на ниво, односно беше елитистички со подценување, надменост, се знае за што зборам на студентите и многу малку од студентите си земаа право како мене, например, да се бунтуваат и меѓу другото и не си ги не знаеа правата. Например, не знаеа, верувам дека е тоа уште така, дека не можете да изгубите статус на студент, дека најголемата казна која што можете да добите е една година да ве паузираат од факултет. Така да и новиве генерации не се ветувачки, затоа што тие што ветуваат им беше полесно да сисават. И веројатно не се ни развива критичката мисла, односно сака да се укуши нешто. И се помалку ќе се развива, дозволи со апатија. AI, не само со апатија, со баш читав една добра стручна статија за како AI и ChatGPT го отупуваат младиот мозок и не дозволуваат да се истиот критички развива и генерално да се развива. Тука веројатно би се согласиле, добро. Сега, од овој аспект Атанасовски и партитократија споменавте и генерално системот апропо трагедиите, но факт е дека живееме во општествена поларизација. Тоа го прават, без разлика кој да е на власт или опозиција. Меѓутоа, тука сакам да го поставам прашањето дали кај нас воопшто функционерите или било кој свесен и може да се дојде до оној чин за понесување морална одговорност, дали станува збор за оставка или да каже ова е моја грешка, јас сум на функција, или да не е директно на било кого грешка за системот, поднесувам оставка, нека дојде некој подобар. Како воопшто кај нас да се воведе овој систем и да се тргне од себе си?
Убаво рековте, треба да се тргне од себе си. Ако не изградиме ние систем на вредности, општество базирано на такви вредности, џабе ни е се, односно колку и да ни се случуваат вакви трагедии, ако не понесат пред се морална па и политичка одговорност, бидејќи моралната изискува политичка одговорност и повлекување од функцијата, тогаш ние не сме направиле ништо. Многу пати во вашето студио и во други студија на ова поставено прашање сум го давал примерот на словенечката министерка Емилија Стојменова Дух, која од македонско потекло од Виница, кога си поднесе оставка самати под притисок на јавноста, па дури словенечкиот премиер Роберт Голуб ја најави оставката, само затоа што нејзиниот шофер претекнувал кога тие возеле да ја однесе на Виенскиот аеродром на службено патување. Австриската полиција реагирала, тоа било скандал во австриската јавност, нормално пренесен во словенечката јавност. Самата се извини на словенечките граѓани, си поднесе оставка и тука заврши случајот. Кажувам за еден условно кажано банален случај во Словенија, како еден политичар од висок ранг министер, беше за информатичка технологија и дигитална трансформација, нешто слично на нашето министерство, кое го води министерот Стефан Андоновски. А кај нас се случи кочани и ние не видовме оставка, да речеме, од првиот човек на Министерството за внатрешни работи од морално-политички аспект. Сега кружеше видео на социјалните мрежи, јапонска министерка како трча, буквално трча, бидејќи доцнала 5 минути на состанокот и она цела возбудена, бидејќи доцни на состанокот трча. Ме разбирате? Кое тоа е чувство на одговорност, кое тоа е чувство на етичност, на моралност, на пред се општествена одговорност која тие луѓе имаат кон јавноста. Да ги чекаат. А кај нас апсолутно така е. Кај нас е обратна ситуацијата. Веројатно морам да си дозволам да кажам тука пред целата македонска јавност, се поставува прашањето дали ние имаме проблем со социопати кои ја водат оваа држава и ова општество, како што го кажа тоа Јанаки, дека они чувствуваат задоволство, исполнетост, дека се многу јаки, дека ги чекаат 40 минути, дека целиот град треба да се блокира бидејќи поминуваат. Ако сакате тоа прашање ќе го отвориме. Дадена е германска градоначалничка како на перон во Хамбург, втор поголемина град во Германија, си го чека возот или трамвајот да си оди Не, тоа сакам да кажам, живеат како апсолутно најнормалниот народ, а говориме во најразвиените земји. Но и Меркел има си пазари во маркет. Да, холандска принцеза исто така, ама говориме за земји како Јапонија, Германија и Словенија, а Македонија по сите параметри не само на Балканот, во Европа, па дури веќе и во светски рамки ќе важи за една од најкорумпираните држави, држава која не можам да речам дека од трети свет како африканските, ама дека е држава која се соочува со ужасни проблеми кои треба да се решат, ние имаме кабадахиско однесување на нашите функционери, така што ние може да збориме до утре што се вели. Може да збориме Јанаки во 2036 истава тема да говориме во вашето студио, но за жал се надевам дека ќе зборуваме за многу поубави теми. Да. Ама да еве сега ќе ви кажам и ќе завршам. Сум гостувал и кај во други телевизиски студија, кај повозрасни, да речам, ваши колеги во новинарската кариера, и сум им го поставил баш прашањето. Дали овие прашања кои ми ги поставувате мене за функционалност на институциите на системот, за реформи во правосудниот систем, реформи во администрацијата, не биле тема на денот, например, во 1995. Да, вие разбирам поентата. Сакам да кажам, значи 30 години ние ги дискутираме како општествено одговорна фирма, а тоа е вашата телевизија, да се наметне дебата, да се учествува во таа дебата и да се креира јавно мислење за да се променат тие процеси. И 30 години се говори по македонските телевизии и студија апсолутно за овие проблеми и ние гледаме дека не сме помрднале од јота од мртва точка. Затоа велам, жалното е што може да констатираме дека ако не го променат поведението нашите функционери и во наредните 35 години истото ќе го збориме, со уште поголема трагедија. Тоа што го спомна Јанаки, ќе имаме уште повеќе иселување и одлив на млад и образован кадар кој треба да биде иднината и столбот на оваа држава, да ја гради. А како што рече Јанаки порано, пред 20 години нашите генерации ниту имале таква можност, бидејќи имало визен режим, бугарскиот пасош под наводници се уште не бил златната кокошка и златна виза за да си селите трајно во западноевропските земји. Од тој момент кога Бугарија влезе во Европската унија и кога на Македонија се направи визната либерализација, гледавме масовен одлив на
на население и на генерации кои не сакаат да тонат во ова корумпирано, клептократско и партитократско општество. Но некој ќе рече што останале овде па... Постои уникатен пример, тоа е веќе друга тема, постои уникатен пример на поднесување одговорност на висок функционер, и тоа е далечната 93-та, кога падна Палер, авионот на Палер Македонија, и тогаш не ми текнува како беше името на така, кога си поднесе оставка како министер за транспорт, и тоа е... Два авиони тогаш паднаа во рок од 9 месеци. Удри во тогаш поради грешка со екипажот. Да, ама два авиони за 9 месеци. И тоа беше единствен пример. Сме останале тука е за мене малку болна тема, затоа што да речеме пред 9 години, пред 8-9 години сум имал размислување да се иселам во Соединените Американски држави, каде што живееш и државјанин е сестрата на мојата сопруга. Се предомислив, едноставно никаде не е како дома, а воедно и треба да разберете да малце е хендикеп за нас со правен факултет, затоа што тој што е доктор секаде, тој што е електроинженер секаде, а ние сме едуцирани за нашиот правен систем. Добро, Јанаки, од аспект на вашата стручност, кога зборуваме за трагедија, иако е сензитивна тема, сакам малку да ја прокоментираме таа трагедија во Скопско Тафталиџе од аспект на внатрешните борби, семејното насилство. Факт е дека има алармантни бројки кај нас за фемициди. На некаков начин впечатокот во јавноста е дека се тоа тромо и споро иде од институционален аспект како се спроведува. Денеска од обвинителството имаше дека има покренато обвинение таму за сурово насилство и наведување на самоубиство. Меѓутоа, дали според вас ова можеше да се спречи, бидејќи имало и претходно други слични случаи, завршувале фатално и ние никако откако ќе се случи бараме чаре и алармираме и ги бараме проблемите, но дали има ефект? И што според вас треба да се направи? За тој случај од проста причина што брачниот пар кој што се нели за трагедијата од Тафталиџе ми беа странки. Покојната Ивана лично ме има ангажирано за потребите на нејзиниот сопруг и тука ќе застанам и не би можел не говорам за овој предмет, за претходен предмет. Учествував и во бракоразводна парница, така да не би можел, би било невкусно сега да коментирам на таа тема, не би можел да... Разбирам. Во ред, од тој аспект, Атанасовски, дали правата на жената и заштитата кај нас генерално, сметате дека повеќе се зборуваат и од тие што треба да се грижат и од тој систем и институции што потврлаат како и од сите надлежни, е повеќе проформа од него заштита кој имаме предвид какви се случувањата, односно состојбите и во центрите за социјална работа, кој постапува, кој не постапува генерално земјано? Апсолутно е повеќе проформа, бидејќи ние бевме сведоци како да кажам, редоследот на семејното насилство и фемицидите во изминативе неколку години под наводници. Круна на сето тоа беше најнемилиот настан од Скопско Тафталиџе, каде што и нели загине и недолжното 6-годишно девојче. Сакам да кажам како што претходница на Кочани беа Беса, Транс, Дурмото, сите трагедии, врвот на таа трагедија беше Кочани, а истото тука мислам да не ме свати јавноста погрешна, и сите фемицидни убиства во изминатите години беа трагедии, секој одземен човечки живот е трагичен, ама сакам да кажам ова уште повеќе сензибилизираше јавноста, бидејќи станува збори за дете. Ми ја разбирате поентата. Сакам да кажам, наместо ние како институции на систем, како држава, поставена хиерархиски така да функционира, од сите претходни трагедии, да сме донеле закон поучени од тоа лошо искуство, кој ќе биде многу поригорозен како што е, да речеме, законот Safe City, нели, произлезен од катастрофалните сообраќајки кои се случува особено во главниот град, така да се донесеше и закон, да речеме, за како институциите на системот, каде што имате јавно обвинителство, Министерство за внатрешни работи, центри за социјална работа што ги спомнавте, да бидат многу повеќе ажурни и координирани меѓу себе и промптно да постапуваат по случаите на пријавено семено насилство и веднаш, да речеме, насилниците, дали се тоа брачни сопружници или невенчани, без разлика за каков тип на насилство станува збор, но кога е родово базирано насилство, да речеме фемицид или евентуално извршен фемицид,
да се донесеше закон каде што ќе беа многу поригорозни казните и веднаш институциите Да, на се системот прават сега некои обиди за ама ќе законски видиме дали измени, ќе да, тоа да ќе видиме дали ќе профункционира, го видат светлото на бидејќи денот. ако гледаме ние статистички, оние невладини организации кои се занимаваат со таа проблематика кажуваат дека секоја трета или четврта жена во Македонија Трпи подложна семено насилство. на Така, семено насилство кое ние само го велиме дека е физичко семено насилство, ама они велат психолошкото, емоционалното И е исто така тип на такво семено насилство е многу полош. Значи фрапантни се бројките ако се верува на тие невладини организации. Дали може би фактички Кај нас е многу за жал... голем проблем во тој дел и менталитетот. Точно, тоа сакав да прашам таа патриархална посочам култура пример каде што семеното насилство може уште како убиството приватно. во Кочани, каде што со нож човек кој што користел љубовна врска која што имал од поодамна со постара госпоѓа и имал експлицитни фотографии од незе. Знаете како Кочани е мала средина, тоа е нели срамота и така натаму што ќе рече соседот. Ке нас и од тоа многу патиме, јас лично не, меѓутоа генералната слика е таа и значи ја цеди економски со години, ја уценува, зима пари, ги комари, ја тепа и така натаму, за сето тоа да кулминира да ладнокрвно отиде во низиниот дом, ја избоде до смрт, се предаде на полиција. Една недела подоцна или 3 дена подоцна оди телевизиска екипа да прави анкета, нели репортажа и вие имате менталитет таму дека помалку или повеќе си го барала или си го заслужила тоа, па сигурно коментари и од машки и од женски, ви велам коментари од типот па му докипело на човекот, па никој никого не убива за ништо и така натаму. Така да кај нас и менталитетот голем проблем, кај нас за Бога има здружение на пропали татковци кои што кажуваат дека 90% од семејното насилство е фингирано. Знаете како сум видел јас случаи на сомнителни каде што се сомневам дека има навистина семејно насилство, односно дека се работи за монтажа, меѓутоа тие се во длабока мањина, значи не е како што се презентира. И така да, јас сум бил и на трибина на првата единствена трибина, бидејќи се Facebook здружение, на тоа здружение на пропаднати татковци, кои што, например, на друга бев на панел дискусија на национална мрежа за заштита од родово базирано насилство и семено насилство, каде што упадна онака, значи буквално селјачки 5 души да прават галама како они биле обесправени и сите до еден оснивачи се со мерки за заштита од семено насилство. Кај нас и тој менталитет многу тешко се искоренува. Значи имав прилика, еве со ова ќе завршам, имав прилика затоа што знаете како законот за спречување семено насилство сега се вика законот за спречување на родово базирано насилство врз жената, значи порано истите тие мерки беа поголем дел од мерките беа инкорпорирани во самиот закон за семејство, потоа се преточи во посебен закон. Јас го работев еден од првите предмети по новиот закон чинам во 2015 беше, каде што сторителот беше запрепастен како јас и судиката не разбираме дека тој бил маж. На прашање на судиката зашто ја тепаш сопругата. Јас сум сепак маж. И кога 6 пати тоа го повторуваше и тој беше запрепастен како ние не разбираме дека е тој маж и дека тоа е помалку или повеќе очекувано или нормално. Страшно. И уште Благојче ваш коментар апропо ова што го зборуваме за менталитетот и таа може би се уште патриархална кај нас култура дека па и семејното насилство. Па не е ни патриархална, да ме извини што ќе интервенирам, значи не е ни патриархална. Во наводници ја ставав, да, во наводници ја ставав. Патриархална, јас сум патриархално воспитан, татко ме бил патриархално воспитал, па не сум видел да речеме и да малтретира. Тоа е не знам. шовинистичка, селјачки менталитет и нема врска со патриархално воспитување. Да, и од тој аспект на никаков начин еве знаеме и во јавноста можеби и лично многу исто така случаи каде што семејното насилство се смета за приватна работа дома да остане, дека жената не смее да го правува. Всушност и вие Јанаки сигурно и имате и повеќе искуство и во последниот случај без разлика дека жената можеби пријавува, но после ја повлекува изјавата и и страф. Тоа веќе има измени во закони, тоа не може веќе да се случува, затоа што инаку тоа се случуваше многу често, дури одеа до таму да јавните обвинители и значи задолжително за повредите треба да има вештачење за вид квалификација на повреда, меѓутоа одеа до таму поради честата пракса на од пријавување до дека стигне до суд, да се прави притисок,
емоционално Да се повлече пријавата, да се повлече преку семејство, преку пријатели, да се повлече пријавата, по обвинителите до таму да чекаат до прво рочиште да видат дали ќе остане за да нарачаат вештачење за да не се прават нели трошоци. Меѓутоа сега има законски измени и тоа се гони по службена должност, така да веќе не постои повлекување, туку обвинителот сега ќе гони.